Германската компанија Костал официјално почна со реализација на најавената инвестиција во Македонија во вредност од 50 милиони евра, која треба да отвори 1000 нови работни места. На почетокот стартуваат во постоечки објект како браунфилд инвестиција, а од почетокот на наредната година ќе почне изградбата на нивната нова фабрика. Премиерот Груевски уште во март месец минатата година на митинг во Струга најави дека компанија од Германија донесе одлука за инвестирање во Македонија. Ова попладне, малку пред почетокот на овој собир, од моите соработници ја добив информацијата дека една друга компанија исто така од Германија денеска донесе одлука да изгради фабрика за делови за автомобилска индустрија овдека во Охридско-Струшкиот регион. Тие произведуваат автомобилски делови и електроника за други индустрии. И веројатно најпрви би почнале во браунфилд, значи во некој изграден објект, додека тие да имаат време да изградат собствена фабрика. Како и во минатиот случај, и овој пат немам дозвола да го соопштам нивното име, и тоа ќе го почитувам, затоа што ние инвеститорите ги почитуваме и затоа и тие нас не почитуваат. Меѓутоа сака вечерва да ја споделам оваа убава вест, затоа што знам дека во таа фабрика ќе се вработуваат многу луѓе и од Струга и од Охрид. Договорот за реализација на инвестицијата на Костел денеска по средбата со премиерот Груевски во владата го подпишаа директорот на дирекцијата на ТИРС Виктор Мизо и извршниот подпредседател на Костел Кристофер Сандерс. Фабриката на Костел ќе биде лоцирана во ТИРС Струга Охрид, каде што ќе произведува електронски компоненти за автомобилската индустрија. Паралелно ќе работи во две фабрики, и во објектот во поранешен ЕМО, како и во новата фабрика која ќе се изгради во индустријската зона. Преговорите за инвестиција со германски Костал започнале во 2013 година. Со нив интензивно работевме за да им докажеме дека токму Македонија е правата дестинација за нивиот нов производствен погон. Како и секогаш, конкуренцијата беше огромна, разгледуваа неколку други земји и се разбира компанија со нивното искуство ги разгледуваше ригорозно сите релевантни аспекти во однос на носењето на оваа одлука. Работевме координирано со повеќе институции и успешно одговоривме на бизнис плановите на компанијата. Извршниот подпредседател на Костал истакна дека по спроведеното истражување во многу земји за тоа какви услови нудат за инвестирање, откриле дека Македонија е таа која им е потребна, а Охрид и Струга им нудат многу предности за нивниот иден бизнис. Денес е многу важен ден, крајот на почетокот на Костал, а сега почнуваме со вистинска работа, за во следните неколку денови и недели да започнеме со проектот, за кој разговаравме од 2013 година. Како што кажавме, разгледувавме многу земји, особено надвор од Европската Унија, и решивме дека Македонија и градот Охрид ни ги понудија предностите за подготовка на нашиот иден бизнис. Костал, со годишен обрт на пари од 2 милиарди евра и околу 16.000 вработени, има светла иднина пред нас. Сметаме дека дигиталниот свет ќе биде клучен за нас, муштериите и локациите на кои ќе работиме во иднина. Неопходно за добар персонал и сваќање на предпријатието, образованието, инженерството се клучни за нас, како и за земјата. Очекуваме дека со тесна соработка, каква што имаме и сега, ќе ги исполниме потребите за пазарот. Ќе започнеме со активностите во следните неколку недели. Првите вработени веќе се на обука. Чекор по чекор ќе почнеме со реновирање на просториите, а паралелно ќе градиме и гринфилд инвестиција за 1000 лица, која ќе има обрт од 200 милиони евра годишно. Имаме самодоверба, со нас се однесуваат на вистина професионално. Сметаме дека развиваме партнерства, ја познаваме компанијата која е над 100 години стара и има 4 генерации од семејството Костал, како дел од нашата основа. Со нашите активности, тука започнавме нов бизнис, ќе напредуваме и со радост го очекуваме тој успех тука во Македонија.
Директорот на ТИРС појасни дека Костал ќе работи во објектот поранешен емо од 6000 метри квадратни кој го има земено под закуп на 5 години. Во тој објект ќе се реновираат многу од сите оние потребни активности за да се адаптира објектот за нивните потреби и паралелно со тоа некаде од средината на идната година ќе се започне со градбата на објектот во технолошко-индустријската развојна зона во Охридско-Струшкиот регион. Што значи дека во иднина две паралелни инвестиции, две паралелни компании на Костал ќе функционираат во регионот, едната која ќе се заснова на слободна економска зона и релевантно производство тамо, а другата ќе биде во постоечкиот објект каде што компанијата има намера во иднина тој да го откупи, бидејќи тука ќе се произведуваат различен вид на производи. Во објектот на Костал ќе бидат ангажирани поранешни вработени од емо, кои ќе почнат со обука, а производството се очекува да почне на почетокот на 2016 година. Инаку Костал постои 100 години, работи во 17 земји, има 16.000 вработени и во последните години двојно го зголеми својот раст и извонредно е позиционирана во автомобилската индустрија. Компанијата има годишен обрт од 2 милиарди евра.